Хрватска ги отвори рестораните, кафулињата, трговските центри. Граѓаните едва и дочекаа утринското кафе да го испијат на омиленото место. Хрватските медиуми објавија интересна фотографија од двајца пријатели кои со нетрпение чекале да се отвори нивното омилено кафуле. Кога тоа се случило, седнале на маса и со синџири се врзале за неа. За никој да не може да ги исфрли ако дојде до повторно затворање на угостителските објекти. Денеска во Грција се отворија сите продавници за малопродажба, освен трговските центри. Матурантите се враќаат во училиште, а 70% од државните службеници се враќаат на работа. Од денеска во земјата започнува втората фаза од планот за олабавување на рестриктивните мерки. Во Албанија од денеска се отвораат фризерниците, стоматолошките ординации и дел од шопинг центрите. Отворањето на овие бизнеси ќе биде придружено со строг безбедносен план. Рестораните и кафулињата во Србија се отворени веќе една недела. Граѓаните ги посетуваат локалите со одредени мерки за безбедност, а персоналот носи заштитни маски и ракавици. Во Словенија веднаш по отворањето на угостителските објекти се виде дека е речиси невозможно да функционира правилото гостите да бидат од едно домакинство, па затоа мерката беше брзо сменета. На иста маса во рестораните ќе можат да седат и луѓе кои не живеат заедно. Во Црна Гора бројот на излечени се зголемува, а со тоа се намалуваат и рестриктивните мерки. Така работата на здравствените установи ќе се нормализира, дозволен е јавен превоз во градовите каде нема заболени, а меѓуградскиот помеѓу неколку градови ќе биде поделен во 3 групи. Дозволено е вршење верски обреди во однос на одредени мерки за оддалеченост, а во затворени простори се уште е задолжително да се носат маски.